Денешен гостин во вестите во 16 е Игор Јанушев, генерален секретар на ВМРО ДПМН. Добар ден. Добар ден, благодарам на поканата. Игор, зошто мислите дека предвремени парламентарни избори се потребни во овој момент и што тие всушност ќе променат во процесот на имплементација на Преспанскиот договор? Шекеринска вели дека барате избори за да не ги добиете. Точно така, побаравме предвремени избори. Мислам дека причината за нашето барање за предвремени избори е јасна како бел ден. Кои се причините. Причините секако се сите овие зла и црнила кои што СДСМ предводени од Заев и луѓето околу него ги донесоа за Република Македонија и за сите граѓани без разлика на која етничка или верска припадност припаѓаат. Насилното носење на уставните промени, насилната промена на името на Република Македонија, на идентитетот, јазикот, културата, промените кои што треба да следат во образованието се причина зашто ги бараме овие предвремени избори, за да има народот шанса да покаже уште еднаш, иако тоа многу јасно и гласно го покажаа на референдумот минатата година на 30 септември, и да им каже збогум на СДСМ и Заев. Она што се случуваше во изминатиот период, на што бевме сведоци апсолутно сите во оваа држава, е дека имавме една насилна промена каде што беа погазени и уставот и законите. Имавме еден тотално нелегитимен процес каде што Заев не сакаше да ја послуша волјата на народот, затоа сега ги бараме бидејќи е време да се соочи токму со оној народ кој што го лаже и кој што чишто одлуки не ги почитува. Вчера и премиерот Заев, денеска и Шекеринска вели дека вашето барање за распуштање на парламентот е сериозно, легитимно, ќе го разгледаат, но сепак, ако власта одбие да оди на предвремени избори, кој е вашиот следен чекор? Доколку власта ги одбие нашето барање за предвремени избори, само уште еднаш ќе значи дека тие се плашат. Тие ги знаат ритинзиите, тие знаат дека нивниот рейтинг вртоглаво паѓа, тие знаат дека како СДСМ се наоѓаат во едночина ситуација, во едночина лоша ситуација, и единствено одбивање на предвремени парламентарни избори само ќе покаже дека се плашат и дека наоѓаат во очина ситуација. Ти су готоваш за действување на тие избори, евентуално опција на напуштање на парламентот? Како што веќе кажавме, сите опции се отворени. Во следниот период, секако во зависност од она што ќе го имаме како фактичка ситуација и како на сите овие настани, ќе ги соопштиме на јавноста и нашите идни чекори на действување. Она што сепак е сигурно дека избори ова пролет ќе има, тоа ќе бидат претседателските. Вие како по правило изминатите неколку изборни претседателски циклуси распишавте оглас или како се нарекува конкурс за избор на претседателски кандидат. Дали има до сега кандидати? Точно така, јавниот повик беше објавен пред 10 дена, истиот ќе трае до 31 јануар, пошто ќе следи проверка на сите пријавени кандидати во однос на тоа дали ги исполнуваат законски предвидените услови за да се биде кандидат за претседател на Република Македонија, пошто на 16 февруар ќе одржиме конвенцијата за избор на кандидат за претседател на од кој што ќе доаѓа од ВМРО ДПМН на Република Македонија. Досега е пристигната една кандидатура, меѓутоа да причекаме да заврши рокот кој што, како ќе кажав, е 31 јануар, да видиме кој ќе се пријави и нормално понатака и за сите текови ќе јавноста ќе биде благовремено известена. Дали би откриле која е таа едната кандидатура? Во овој момент не би откривал имиња, бидејќи само ќе отворам повеќе шпекулации во однос на она што сега за сега е повик кој што се уште трае. Добро, да се вратиме на актуелната политичка состојба. Власта најави дека откако ќе се имплементира процесот од Преспанскиот договор во Македонија, тоа беше завршено со уставните измени, сега фокусот ќе биде на домашните реформи. Како вие тоа коментирате? Имавме 2 години прилика да видиме кој е капацитетот на оваа влада предводена од Заев во однос на економијата. И не само економијата, се останато кои што ги засега граѓаните на Република Македонија. Се што успевавме да видиме е неспособност и незнаење, само црнила и неуспеси донесоа на Република Македонија и на граѓаните. Така да воопшто не верувам и ова е само уште една лага во низата лаги кои што се изнаслушавме во последните неколку години. Доколку навистина мислат да се
да се фокусираат и да се стави фокусот на економијата и на се останато што е битно во оваа држава, здравството, образованието, земјоделието и понатакај, тогаш вистинскиот потек треба да направат да ги распишат предвремените избори, каде што сме убедени дека ВМРО-ДПМН ќе доби апсолутната поддршка на граѓаните на Република Македонија и само тоа е вистинскиот начин да се стави фокусот на економијата и се останато што е битно на граѓаните. Доколку се навистина искрени, тоа би било се за прв пат, тогаш треба дефинитивно да ги распишат предвремените избори, на тој начин ќе дадат можност за еден фокус во следната година на економијата. Јас имам само уште едно кратко прашање блиц на крај, што доколку сепак немаме избори оваа година, предвремени парламентарни, Македонија според протоколот или според она што значи Преспански договор, веќе во мај влезе, ја отпочне процедурата за влез во НАТО. Како ВМРО-ДПМН ќе се постави во таква позиција, ќе го признали тој влез во НАТО, се разбира дека тоа ќе биде влез под ова име кое што сега е дел од Преспанскиот договор? ВМРО-ДПМН во целиот овој период, меѓутоа и во годините наназад, во однос на ова прашање има јасен став кој јасно и прецизно и концизно сме го кажувале буквално во секој наврат. За жал, СДСМ и ЗАЕВ се обидува тоа да го спинува цело време, нели со постојано повторување на прашањата кои се нашите ставови, еве ќе ги повториме јавно. Нашите ставови се базираат пред се на непромена на уставот, со цел промена на уставното име и затоа токму ова што сега се случува не го прифаќаме и за нас е нелегитимен процес кој што на еден криминален и насилнички начин власта предводена од ЗАЕВ се обидува да го истурка до крај од една страна. Всушност тоа е и целта на постоењето на ВМРО-ДПМН, тоа е во еден од целите и основите на постоењето на партијата, подкрепено со многу низа на одлуки донесени на конвенциите на партијата, на Централниот извршниот комитет, меѓутоа биле дел и од партиска програма. Од друга страна, ВМРО-ДПМН е првата политичка партија во Македонија кој што во своите основни цели и задачи на постоење се залага за влез во Европската унија и НАТО и ние во секој момент сме истакнувале и во иднина ќе истакнуваме дека овие два процеси неминовно треба да се држат одвоени еден од друг и никако да не дозволиме да се стават во една иста конотација. Благодарам Игор Јанушев, генерален секретар на ВМРО-ДПМН, гостин во вестите на Сител. Барањето на опозицијата е предвремени парламентарни избори.